Ракометната репрезентација на Македонија со пораз го започна Европското првенство во Унгарија. Нашите момци на првиот надпревар се поразени со 27:25 од селекцијата на Словенија. Голем пек за нашата репрезентација е повредата на капитенот и селектор и играч и ракометар Кирил Лазаров, кој што се повреди на официјалниот тренинг еден ден пред надпреварот, па нашата репрезентација мораше да настапи без него. Според сите, Македонија беше апсолутен аутсайдер на овој надпревар, но така не беше на теренот. Македонија одлично го започна надпреварот, поведове со 3:0 во 7-та минута, кога Словенија го постигна првиот гол на овој надпревар, потоа водевме со 4:1, меѓутоа следуваше серија од 6:0 на словенците за водство од 7:4. Словенија таа предност успеваше да ја одржи се до крајот на првото полувреме, кој го доби со 13:10. На стартот од вториот дел, Словенија зголемува на 5 разлика, но кога сите мислеа дека Македонија го изгуби овој надпревар, ние се враќаме, успеваме да изравниме, меѓутоа тоа беше се што успеавме да направиме на овој надпревар. На крајот 27:25 за Словенија, со играта која што ја покажа, нашите ракометари заслужија најмалку бод на овој надпревар, ако не и победа. Селекторот Кирил Лазаров после надпреварот рече: "Не знам дали да бидам задоволен или незадоволен, бидејќи одигравме одлично на теренот, ги имавме словенците во рака, меѓутоа нашето неискуство пресуди и го загубивме овој надпревар." Најпрецизен стрелец во нашата репрезентација беше Цветан Кузмановски со 8 погодоци, додека Филип Кузмановски постигна 5 голови. Филип Талевски беше стрелец на 4 голови за нашата репрезентација. Во нашата репрезентација се истакна и голманот Томовски со дури 13 одбрани. Томовски требаше да биде резервен голман на ова европско првенство, меѓутоа пред самото заминување Никола Митревски, првиот голман на репрезентацијата, голманот на Порто и најдобриот голман во португалското првенство, доби позитивен тест на COVID-19, а Томовски одлично ја искористи таа шанса и со 13 одбрани блескаше на голот, но сето тоа не беше доволно, барем за позитивен резултат за реми или за победа на Македонија. На вториот надпревар во нашата група, сосема очекувано, Данска ја совлада Црна Гора со 30:21. За нас европското првенство продолжува во сабота, во 18 часот играме против Црна Гора, очекуваме сигурна победа на овој надпревар, со што би ги задржале шансите за пласман во втората рунда, во главната рунда која што ќе се игра во Будимпешта, главниот град на Унгарија. Секако ќе зависиме и од резултатите на останатите надпревари. Ќе очекуваме Данска да ја совлада Словенија, за ние да имаме шанси во последното коло во понеделник против Данска да се надеваме на пласман во втората фаза. Тоа беше се од првиот надпреварувачки ден на европското првенство во Дебрецин. За КМ телевизија, специјално Павле Симовски.